Јас ќе кажам неколку работи по однос на предложената програма за новата влада. Да ја читаше оваа програма Дедо Мраз пред Нова година, ќе имаше помалку ветувања и помалку проекти кои што се реално неостварливи. Разбираме расфрлање со проекти за време на изборна кампања, до некаде. Но проектите кога ќе ги кажете од оваа говорница и откако ќе ја прочитате програмата, тогаш веќе тоа станува јавна, државна и голема обврска. Граѓаните не заслужуваат уште една постизборна измама покрај она што се случи со декларацијата во Тирана. Според мене, новата влада ќе се карактеризира со 3 одлики. Првата ќе биде селективна правда, втората ќе биде купен меѓуетнички соживот со власта како цена за постигнување на истото, и третата ќе биде економија на кредит, која што мислам дека ќе донесе зголемен процент на невработеноста. Зошто сметам дека ќе имаме селективна правда со новата влада? Затоа што внатре има луѓе кои што се аболицирани. Тие не се соочиле со правдата, туку го искористиле бенефитот од аболицијата. Имаме луѓе кои што се корумпирани. И тоа не го кажало ВМРО ДПМН, туку имаме еден мал милион изјави од функционери на СДСМ и на ДУИ, како едни за други се надпреверуваат кој ќе каже за кого дека е повеќе корумпиран. Имаме обвинети, имаме и кандидат за премиер, кој што во моментов е на судско рочиште за случајот подкуп. Имаме и шпекулации дека случаите Сопот, Монструм и Диво населје ќе добијат изнудени политичко-судски пресуди, за да може и тој да ја добие пресудата што ја очекува. Затоа сметам дека оваа влада ќе има одлика на спроведување на селективна правда, но месеците пред нас ќе покажат дали ова е точно или ќе остане само неостварено тврдење. И сметам дека колку помалку остварени проекти од оние преголеми дедомразовски ветувања, што ги слушнавме тука, ќе има, толку повеќе ќе се засилува желбата за реваншизам. Не можејќи да остварат неостварливи проекти, дел од министрите, дел од власта ќе се обидуваат тоа да го компензираат со политички реваншизам и притисок кон тие кои што политички не мислат исто како сегашното парламентарно мнозинство. Зошто сметам дека новата влада ќе има одлика на купен меѓуетнички соживот? Затоа што меѓуетничките теми не се базираат на платформа за повеќе вработувања на сите граѓани во Република Македонија, туку на платформа која што после изборите некој ја потпиша, а друг ја прифати како уцена за да се стигне до власт. И затоа сметам дека така купениот меѓуетнички соживот, така купената за власт меѓуетничка доверба, дека не е поставена на стабилни основи, и она што ги интересира најмногу граѓаните македонци, албанци, турци, срби, роми, бошњаци и други, вработувањата, кариерата, перспективите, образованието, здравството, сметам дека за скоро време ќе увидат дека ваквиот купен меѓуетнички соживот не ги решава нивните ниту етнички, ниту лични и човечки проблеми. 2006 година владата наследи 38% невработеност во Република Македонија. Денес имаме 23% невработени. Би сакал тој процент и понатаму да опаѓа, но она што го слушаме и што го читаме во економскиот дел не дава голема надеж дека оваа тенденција ќе продолжи. Од друга страна гледаме дека тој купен меѓуетнички соживот и разбирање има своји хипокризии во самиот однос на личностите кои што се во владата. Имаме мандатар кој што изјави
дека поднел кривична пријава против Бујар Османи, поранешен министр за здравство, за наводен криминален тендер, според зборовите на СДСМ, од 28 милиони евра. Сега истиот мандатар ни го предлага истиот човек за министер во реформска влада. Треба да се расчисти меѓу нив самите дали лажел Заев, кога го обвинил Бујар Османи за криминал од 20 милиони евра, или е лажна сегашната доверба и надеж за реформи во други сектори. Имаме коалиционен партнер, Зијадин Села, кој што на неколку пресконференции обвини дека господинот Рамис Мерко проневерил илјадници евра од буџетската каса на општина Струга. Денес го имаме господинот Мерко, предложен и поддржан од господинот Села, како човек кој што треба да веруваме дека ќе донесе реформи со новата влада за добробит на граѓаните. Овие работи не се мали фалинки. Ова се сериозни обвиненија и овие се луѓе кои што утре ќе имаат сериозна одговорност во извршната власт. Сметам дека оваа влада ќе има и одлика на слаби економски резултати, затоа што ветува зголемување на минималната плата на 12 и 16.000 денари, а знае дека хартијата може да трпи се, но реалната економија е таа што ги зголемува платите. Зголемувањето на вработувањата е тоа што ги зголемува платите. Не е законот тој кој што носи поголеми плати и поголеми вработувања. Оваа влада одбегна поголема дискусија и повеќе време за разгледување на предлог, проектите и програмата и листата на кандидати за министри, за да сокрие дека една од тенденциите на владата е зголемување на персоналниот данок на доход и зголемување на придонесите за здравствено и пензijsko осигурување. Тоа ќе значи општо оптоварување на буџетот на многу фирми, на многу стопански субјекти кои што треба да бидат главните чинители за зголемен стопански раст и со самото тоа за поголем број на вработување. Ќе кажам она што го спомена и колегата Илија Димовски, од тоа малку време што имавме да го видиме и од биографиите на оние кои што се предложени за министри, има многу што да се каже, што нив ги дискредитира или ги прави можеби недостојни за извршување на одредена функција. Но тоа ќе го оставиме за други прилики. Она што може денес, од вака кратко време да се забележи, е дека докторот Таравари има една многу добра биографија и сметаме дека со една таква биографија, барем за почеток, заслужува да добие доверба и да го води ресорот за кој што е определен и се надеваме дека ќе има успех во извршувањето на таа задача. Доколку би се гласало поединечно, за него би имале позитивно мислење. А за граѓаните, посебно за оние кои што гласаа на изборите, без разлика за која партија, ќе спомнам само една работа. Ако очекувате во следниот период Самка Ибраимовски, Рамис Мерко, Аднан Ќахил и Едмонд Адеми да донесат нови странски инвестиции, многу долго ќе се изначекате. Сметам дека треба и сами да увидите каков ќе биде капацитетот на работа на целата влада, бидејќи на самиот почеток покажуваат недостаток од демократски капацитет за повеќе време, дискусија и дебата, а она што го имаат како свое портфолио во изминатиот дел од нивниот претходен политички живот, не дава голема надеж да се надеваме дека бројот на невработеноста ќе опаѓа во следниот период. Благодарам многу.